80 евра за мегават час со цел поевтини основни производи. Джентълменски договор склучен, но джентълмените со меѓусебни обвинувања кој кого излажал. Владата тврди дека дел од компаниите се воени профитери, бизнисот бара факти. Бектеши тврди дека за тие кои профитирале нема да има субвенции, за од вторник најави замрзнување на цената на левот и нема да биде на 33 денари. Не знаеше да каже докога ќе важе замрзнатата цена. Кога кажувам за војни профитери се секако дека тие кои не ги почитуваат одлуките и очекувањата на граѓаните во време на криза. Но тие можат да бидат 1 месец, 2 месеци најмногу. Има институции кои ја следат ситуацијата и нема да дозволат да профитират во грбот на граѓаните и потрошувачите. Владата направи целосно погрешен чекор со субвенциите за економските оператори без да направи сеопфатна стратегија, вели економскиот аналитичар Абил Бауш. Според него, економските оператори во моментов имаат зголемени трошоци на останатите енергенси, за разлика од претходно, кога најголем проблем беше цената на струјата. Економските оператори веќе се појавува она, ајде да речем, она психолошка состојба на која што цените високо се покачуваат, но многу тешко се симнуваат. Не можеме ние да очекуваме драматично намалување на цените, затоа што веќе пазарот ја достигнал она рамнотежата на понудата и побаравачката и сега е проблематично да стигнеме до едно намалување драматично на цените. Сега, тие субвенционирања, овие субвенционирања се малце, ајде како да ги наречам, и задоцнети прво, и од друга страна немаат некој ефект врз останатите трошоци кои им се појавуваат на економските оператори. Сега, едно ќе речам, видете кога вие нема да имате стратешки одлуки, кога вие нема да имате одлуки кои се интегрирани една со друга, политики, знаете, тогаш ќе ви се појават многу такви пожари кои треба да ги гасите. Ако влезете во таа социјална политика, намалување на социјалниот притисок од населението или од граѓаните, тогаш влегува во тој магичен круг на кој што одлуките ќе мора да ги смените во рок од еден ден. Граѓаните сметаат дека власта го излажа повторно сопствениот народ. Цените не само што не поевтинија, туку се зголемија. Нема ништо сине, све е покачено, не намалено. И тоа што е мала цената, мала грамажата. Ништо нема снижено. Лебот? Лебот еве стотка 2 лепчиња што земав. Најизлажани се граѓаните. А кој лаже како лаже, си има институции нека си бркаат работа, али граѓаните најповеќе осеќаат. Се чувствува. Исти се цените, чак и поголеми. На пазар погледате колку се патлижени краставици, нема што да паѓаат, они си растат. Тоа е тоа. Се вели дека има намалување кај маслото. Сигурно нема. Од Државниот пазарен инспекторат посочија дека прават анализи за кои граѓаните ќе треба да почекаат пред да се објават по јавност. Премиерот Ковачевски рече дека компаниите кои не ги намалија цените нема да добијат повеќе субвенционирана струја. 826 евра му биле потребни едно 4-члено семејство за да го помине месец јануари, од кои 312 евра за храна и пијалоци. Јануари, во споредба со декември, потрошувачката кошничка се намалила за 7 евра, што за граѓаните е доволно за да се купат 2 тоалетни харти. Додека власта убедува дека има намалување на цените, граѓаните со спротивен став дека нивниот живот станува се потежок.